Благодарам, почитуван подпредседателе. И после еве веќе 8-9 месеци како разговараме тука, дискутираме за проблемите со тутуно производството, пробуваме нешто заеднички да решиме, но сето тоа е многу малце и недоволно за да ги реши проблемите кои оваа година со овој откуп на тутун се создадоа кај тутуно производителите. Одма во старт да кажам дека јас ќе гласам, ќе дадам поддршка за овој закон, како и целата пратеничка група на ВМРО ДПМН и коалицијата, но секако ќе кажам дека ова е многу малце и не е доволно, бидејќи со овој откуп, оваа реколта, оваа година се направи штета на тутунопроизводителите, му се скратија 30 милиони евра. А сега му се нуди и му се дава еден вид на милостина од 5 милиони евра, која гледам дека се темпира времето да биде поделена во периодот локалните избори. Повторно ја навредувате интелигенцијата на намачениот македонски народ, на намачениот македонски тутунопроизводител, дека нешто се грижите и нешто правите, а фактички владата пречутно, заедно со откупувачите, го направи најлошиот откуп во последните 15-20 години. Направи проблем онаму каде што немаше проблем. Ве слушав сите внимателно што дискутиравте и ќе кажам дека владата, Министерството за земјоделие треба да ја понесат одговорноста за лошиот откуп оваа година. Толку пати ние овдека предлагавме, дискутиравме, укажувавме на неправилностите што се случуваат и што пред време укажувавме дека ќе се случат. Не убедувавте дека не сме во право, дека само сакаме да добиваме политички поени, но на крајот, еве, со факти, со аргументи, тоа го потврдуваат и намачените тутунопроизводители, кои од почетокот на оваа реколта од 17 декември почнаа да протестираат, да го изразуваат своето незадоволство како почна да се одвива откупот и цело време протестираа во неколку наврати. Вие не најдовте за сходно да излезете во пресред на нивните барања, иако декларативно на повеќе пати се гледавте со нив, имавте средби со тутунопроизводителите, но проблемот не беше решен. Напротив, тие средби, тие лажни ветувања, тие превеслувања жени преку вода, што му го правевте заедно со премиерот Зоран Заев на тутунопроизводителите, генерираја нови проблеми. На една од тие средби, од такви средби, од луѓето кои присуствувале на тие средби, тутунопроизводителите кои ги застапуваат, тие 4 луѓе кои присуствувале на таа средба во владата, на која сте биле вие и премиерот Зоран Заев, премиерот му ветил дека ќе достигне оваа година просечна откупна цена од 185 денари минимум. И сега луѓето си ги бараат нивните пари кои му се ветени лично од премиерот Зоран Заев. Во средбите со тутунопроизводителите кои во континуитет, јас како пратеник и повеќето пратеници од ВМРО ДПМН ги имаме, ни укажуваа на тоа дека е ветено, а потоа со писма реагираа и до премиерот и јас пратеничко прашање го прашав зошто не му одговара на писмените барања во 3 наврати на тутунопроизводителите, дали ќе го исполни своето ветување кој го дал дека на негов начин тој знае како ќе обезбеди откупна просечна цена од 185 денари. До ден денеска тоа не е направено и затоа со почитуваните колеги Ане Лашковска, Дејанчо Евтимов, Зоранчо Јованчев, Златко Пенков, Љупчо Димовски имавме амандман за ребалансот на буџетот, со кој амандман предлагавме да се обезбедат средства во висина од 676 милиони денари за обештетување од 26 денари за килограм откупен тутун кон производителите. Токму заради ова да се исполни ветувањето кој го дал премиерот Заев на тутунопроизводителите. За жал, владата немаше слух, како и за многу работи ги излага тутунопроизводителите, не го прифати овој амандман на пратениците
од ВМРО ДПМН и не си го исполни зборот кој му го дал на тутунопроизводителите за просечна откупна цена од 185 денари. Дека не е проблем увозот на тутун, нема да се сложам, бидејќи тоа го кажуваат и самите тутунопроизводители дека е голем проблем. Но уште поголем проблем, почитувани колеги, е шверцот на тутун за кој не сакате да зборувате. Шверцот кој го врши вашиот министер за спречување на корупцијата Љупчо Николовски заедно со неговиот брат, со неговите пајташи од Крива Паланка, кај што царинска држава утврдила шверц на 5 камиони, а вие овдека не сакавте ни да зуцните, ни да зборните за тој шверц што се случува. Јас лично, сведок е и почитуваниот министер, му укажав на случаи во Прилеп, дека имаме луѓе кои не произведуваат тутун, а имаат случајно договори со откупувачите на огромни количини. За тоа ми посведочи и самиот министер и климаше со главата дека е запознат и дека е така. Но што од тоа? Се направи невиден криминал, а тоа го дозволи министерот и владата, го дозволи власта. Шверцуван тутун се увезе во Република Македонија, шверцуван по ниски цени, купен од Бугарија, од Албанија, и овдека се продаваше и за тоа се зема субвенции. А тутунот, кој го произведуваат домашните тутунопроизводители, оние кои произведуваат по 2, 3, 5, 10 декари за да преживеат на кој единствена екзистенција, претходниот дискутант заборави да кажи дека остана неоткупен. 1.000.000 килограми тутун се останати неоткупени. Еве имате овдека слики, самите тутунопроизводители секојдневно пишуваат по медиумите, по Facebook порталите. Како сега ќе ги обештетиме тие луѓе? Овдека зборуваме за некоја символична помош, за некоја милостина, за некој подкуп пред избори од 3 денари и 16 денари, 3 за втора класа и за трета и четврта 16 денари, но што справиме со тутунот кој не е откупен, со 1.000.000 килограми кој остана неоткупен? Што со тој тутун? Како ќе ги обештетите тие луѓе? Цело време зборуваме за тоа. Вашето лицемерие уште еднаш со аргументи, со факти сега ќе го изнесам овдека. Па ова е втор пат како ќе гласаме нешто за кое веќе сте гласале. На 18.4.2021 година ние гласавме петтиот пакет на мерки. Со скафандери ги носевте вашите колеги, со комбина амбулантни. Циркузи правевте овде во Собраниево. 115 пратеници во парламентот на Република Македонија кренаа рака за поддршка на тој петти пакет на мерки. Зошто досега и после 4 месеци не се исплатени тие пари? И која е потребата да гласаме сега повторно закон за ковид пакетот? За исплаќање на тутунарите. И за крај, нема да зборува Петар Ристевски, бидејќи ќе речите, еве, само политика, сака да добија политички поени. Ќе го прочитам, денешната реакција ќе прочитам на еден од водачите на Сдруженијата на тутунопроизводителите и вели вака: до кога со овој циркус? Како бре, не ви е срам? За малоумни ли не сметате? За луѓе со низок коефициент на интелигенција, за неписмени, па доста ни ја вреѓате интелигенцијата. Колку закони треба да донесете за да ни го исплатите ковид пакетот на нас, тутунарите, кој со закон во собрание веќе еднаш го изгласавте во месец април, со еден невиден театар, каде заразени пратеници се носеа на гласање само и само да се демонстрира сила. Колку ли било тешко да поделиш 5 милиони евра за тутунарите, па се носи закон, па закон на законот, па на законот закон, се со цел да се одолговлекува, а тие пари во моментите кога се садеше тутунот, не знам повеќето од вас дали знаат кога се сади тутунот, во моментите кога му требаат за семенски материјали, за репроматеријали, за нафта која секојдневно се поскапува и сега повторно ќе поскапите со 4,13 денари по литар за некоја зелена такса, зелен развој, а луѓето немаат пари бидејќи му остана неоткупен тутун. А тој што му го откупија за без пари и за џабе. А сето тоа го дозволи власта, односно го дозволивте
вие како пратеници го дозволи министерот за земјоделие. И затоа уште еднаш ќе кажам, дајте бре да прекинеме да бидеме лицемерни овде, да тераме само гола политика, туку да излеземе на вистина во поддршка на намачените луѓе. Милиони и милиони евра овдека се гласат и сега со овај ребаланс на буџет ќе дозволите да бидат искрадени од буџетот на Република Македонија, да бидат искрадени од граѓаните. А овдека зборуваме, не сакате да поддржите 10 милиони евра кои сте му ги ветиле, кој вашиот премиер му ги ветил на тутунопроизводителите на средба во владата и сега го нема никаде, бега. Уште еднаш ќе спомнам, со скафандери идевте овде, циркус правевте, здравието на сите го доведовте во прашање. А 4 месеци после тоа парите не се исплатени, збор не зборувате. На Петроен во Прилеп на 12 јули имаа протест тутунопроизводителите, никаде ве немаше. Ниту Бисера Стојчевска Костадиновска од Битола што дојде со скафандеро и со комбето амбулантно, ниту министерот, ниту премиерот, ниту председателот на државата кој тутунопроизводителите за волја на вистината сите ве повикуваа. Ама за педерите, за лесбејките, за ЛГБТ заедницата сите се наредивте. Процедурално. Како не ви е срам, застрамете се еднаш овдека да клајме ред, да добијат пари на вистинските намачени граѓани на државата, оние на кои му се повеќе од потребни. Немало пари. Пари има за се и се што 3 милиони евра без ништо, си донесовте некој уредба или не знам на кој начин за кревање на рампите на српските граѓани за картички. Да се украдат пари за производство на некои картички. 3 милиони евра. И сега за тутунарите немало пари. Да се застрамите. Ви благодарам.